Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание на 24 од Сесрце. И ова утро го започнуваме заедно, верувам дека во позитивна енергија, заедно со програмата на телевизија 24 вести, а ние секако сме тука, доколку и енергијата ви е на малку пониско ниво, да ви ја зголемиме и да ве расположиме, секако со нашите гости и темите. Особено со денешната тема и со нашиот редовен гостин, доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Денеска зборуваме за една тема која што всушност може да направи да се чувствуваме негативни, но ние ќе најдеме начин како да избегнеме таа негативна вибрација околу нас и да ја направиме во позитивна. Зборуваме за една од темите која што е опфатена во неговата најнова книга, која што веќе може да ја најдете на полиците на книжарниците низ Македонија, секако во Еке и саемот на книга, каде што оваа книга Заштита од злото и негативните вибрации, како и останатите книги од нашиот денешен гостин, секако со промотивни саемски цени намалени за веќе од 30%. Јас верувам дека ќе се упатите кон саемот на книга да најдете нешто што ќе може да ја зголеми вашата позитивна енергија, а секако книги кои што тоа може да го сторат се овие кои што денеска се наоѓаат во нашето студио. Јас велам добро утро за доктор Зоран Крстевски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Како што напоменав, доколку немаме доволно позитивна енергија, ние сме тука денеска да направиме гледачите да се чувствуваат попозитивни и порасположени, да им дадеме тронка надеж, како се вели, дека може да биде подобро, дека можеме да се ослободиме од негативната енергија, само треба да работиме на себе и на нашата мисла. Денешната тема е енергетски вампиризам. Да, многу интересна, актуелна тема. Секој човек се соочил со тие прашања, дали е потатак на енергетските вампири, што се случува со неговото биополе, дали е константно изнемоштен, што прави за да си ја подобри својата енергија, својата хармонија и дефинитивно мора да размислува во денешно време, каде што циркулираат разноразни енергии, колку се чувствува мирно и хармонично во својата кожа. Податак сме на енергетските вампири. Постојано сме под некој напад и се чини дека ги имаме се повеќе околу нас. Сања, знаете тоа зашто е? Затоа што владе општо незадоволство. Луѓето не се ориентираат кон себе заради X фактори. И они имаат тенденција да се надополнат на енергетски план со другите. Или пак премногу да се окупираат со другите. Во смисла, да му земам, да ми даде, да ми овозможи, да ме сослуша, да ме упати и така натака. А, нели, некои па поединци имаат проблем со себе, од реална основа. Екзистенција, работа, стрес, семејство, блиски и така натака. И се замислете, самиот е разнебитен со енергијата, самиот изнемоштен, чувствува дека мора да стигне, мора да реализира, мора да се хармонизира, но од другата страна некој му одлева енергијата. Му ја зема дополнително и го троши. И затоа некој е во слабост, заради собствени грешки или заради карактер, и тој кој што веде таква енергетска слабост, или пак научен да зема, може би егоист, тој гледа да атакува. Некои па други поединци имаат реални проблеми и се добри, алтруистични, сакаат да придонесат и помагаат на другите, сакаат да се слушаат, може би немаат толку многу јако ниво на самодоверба, бидејќи тежнеат константно да им се отворат на другите да им помогнат. Автоматски тие се атакуваните, тие енергетски се истоштените, а овие другиве малку што се вели по-себичните и таат на секаков начин да се реализираат преку туѓата енергетска вибрација. И тука ние тоа ќе го проанализираме, исто некако како што е во книгата, какви се тие енергетски вибрации, кои се тие негативни енергетски вибрации, како ние да се хармонизираме себе си, да бидеме пострекни и поисполнети. Бидејќи стрекниот и исполнет поединец има појак имунитет, полесно се справува со стресовите, знае да се определи животната патика, а не да биде на ударот. Затоа што тој што е на ударот, тој дефинитивно еден ден може и да пропадне во бездната. Затоа што понекогаш ни треба сила, односно не понекогаш, секогаш ни треба сила, ни треба концентрација, ни треба фокус, ни треба едно позитивно чувство, зашто животот стана исклучително тежок. Гледате вие од сите страни се стресовите присутни. Да. И ако некој кој сметаме дека ни е близок или пријател или ни мисли добро, дополнително не атакува, тогаш не знам кај ќе ни биде крајот. Велите, вампиризмот е енергетска кражба која завршува само доколку се дистанцираме од енергетскиот вампир и престанеме да ја прифаќаме неговата матрица на действување. Така е. Луѓето имаат свои матрици на действување и они си терат по свое. Ние мора да си определиме која е па нашата матрица, кој е нашиот пристап во животот. Во тој контекст, нели ние ја анализиравме во претходната емисија, дека за жал не се сите луѓе добри. Дека постои егоизмот. Гледате си врти за себе, не размисла за општо добро, вади не знам какви одлуки, придонесува за штетата, ќе повлече се кон бездната. Значи не можеш да се надеваш прво на туѓата интелигенција, второ на туѓата добрина, трето на туѓата енергетска вибрација.
Мораш да знаеш дека постои и негативитетот и дека некој може со својот карактер, со својата негативна постапка, со своите лоши совети кои што ти ги дава, со тоа што ти асоцира на отпора негација, да те одведе во еден вид на крајна изнемоштеност. И во случајот, знаете, се е енергија. Иако енергијата не умира, исто како што мудроста не умираат. Тие никогаш не стареат. Тие секој се вечни и секој се присутни. Но можат енергетски сепак да предизвикаат кај човекот одреден вид на немир, затоа што гледате има позитивна, има негативна вибрација. Позитивната вибрација е стимулативна. Што буди? Радост, виталност, хармонитет, љубов, исполнетост. И не е исто и да напишете книга, да водите емисија, да излезете некаде, да имате интервју, да извршувате било каква задача со убаво позитивно чувство. И кај што се примени, каде што гледате има енергија од страна на другите, кои што ве одоброволуваат, ве потикнуваат и асоцираат на афирмации. А замислете да живеете у семејство со тешка енергија, да имате љубовен однос со партнер кој што е крајно незадоволен, депресивен, кој што критички настапува. Замислете го работното место кај што некој врши мобинг, кој што само наоѓа начини како да ве обезвреди. Замислете општествени фактори каде што ние не гледаме просперитет и каде што да прочитаме било што ќе се напиеме со негативна енергија. Да слушаме било што ќе ни внесе негативна вибрација. И како што асоцираме, светов стана премногу суров. Изгледа дека многу полесно се снаоѓаат луѓето со потребата да ја украдат туѓата енергија и луѓето без јакиот капацитет на емоција. А емоционалните и оние што се духовно ориентирани личности почнаа да страдаат. И затоа јас ја напишав таа книга прво како поттик кон позитивците. Кон оние кои што имаат еден алтруистички пристап да се заштитат. Не може да се биде наивен. Значи да бидеме на чисто. Зашто еве ние може некој мисли ќе зборуваме за злото. Тука е детално анализирано, да видите тоа зло како се манифестира од разни форми. И во овој случај, ако ти го игнорираш злото, без разлика дали е собствената моја мисла, дали е недовербата во себе си, дали е премногу фокусираност на минатото, дали е премногу концентрирање на стравот од грешка, дали превисоки очекувања, премали можности. Ние ќе испитаме дека и ние сме причинители на негативна вибрација. Кон кого прво? Кон себе. Но ако имаме кон себе негативна вибрација, како зрачиме? Негативно. Кој тоа го забележува? Секој што е со сензибилитет, секој кој што е отворен, ќе забележи, че види, па ти не си толку добар со себе си, нешто не си во ред. Имаш некоја слабост. И сега гледате, нашата слабост се проектира кон другиот, тој ни приде со вчувствување, со емпатија и тој ние го изместуваме. Значи не дека само другите се виновниците, и ние сме виновници. Затоа треба да приспитаме какви ни се мислите, со какви зборови се изразуваме, какви ни се делата. Но најмногу треба да се заштитиме себе си, од погрешните убедувања и пред се да се заштитиме од луѓето кои што се константно ориентирани да земаат и да грабаат. Да. Меѓу љубовта исто така постојат енергетски вампири и вие велите дека прв доказ за вампиризам во љубовта е љубомората, која во себе ја крие потребата да се контролира и доминира животот и личноста на саканиот. Честите караници, оправдувањата и докажувањата кој каде бил и со кого максимално го троши енергетскиот потенцијал на едниот, но не придонесува за зајакнување на биополето на другиот. Така е. Значи љубомората знаете што е, еден енергетски атак каде што постои еден вид на незадоволство или пак критика, или пак обвинување, или пак потреба да се докаже што тоа другиот прави. И се замислете вие да треба константно да му докажувате на партнерот дека сте хармонични, дека сте позитивни, дека сте верни, дека сте стабилни, дека немате никакви намери. Замислете тој константно да ве атакува. Дали вашата енергија се одлева? Видите, да бидеме реални. Нам енергијата ни е максимално потребна. Ни е потребна за работни места, ни е потребна за семејството, ни е потребна за себе си, ни е потребна за нешто креативно. И се нас да ни се одлева енергијата за банални психофизички слабости кај одреден поединец, кој што бара докажување на љубовта, а љубовта не се докажува, таа се чувствува. Потоа да идеме кон некоја личност која што на работното место постојано очекува ние да покажеме повисоки резултати, а тоа е дискутабилно, може ние покажуваме и тука се сакаме тој да го задоволиме. Да идеме кон пријателот кој што можеби не сака ние да го игнорираме, туку константно да му се наоѓаме. Да го видиме родителот или роднината кој што има своји погледи и очекувања. Тој смета дека ние треба таков и таков партнерка да избереме, така и така да се однесуваме. Со тоа темпо да постигнеме високи резултати во работата или во школото. И се замислете го младиот или човекот воопшто, трча да го задоволи другиот. Дали на тој начин се одлева од себе си? Бидејќи потребен му е мир, концентрација. Затоа има тука тема фокус и концентрација. Затоа има позитивни мисли за хармоничен живот. Затоа во книгата обработено и што е совршенство, но што е среќа, што е задоволство, што е успех. Значи не е оваа книга само да ги ни асоцираме негативците.
и тие негативни вибрации. Тоа мораме да го направиме, затоа да го фатиме вистинскиот пат да се заштитиме. Но главното е како да тргнеме и кон позитивитетот. Рускиот писател Астрогор наведува два типа на енергетски вампири, соларни и лунарни, но според нашите истражувања велите постојат многу повеќе типови на енергетски вампири и нивни комбинации. Можеме ли да кажеме кои се овие типови на енергетски вампири со кои што можеме, односно со кои што за жал секојдневно се сретнуваме? Да, па рускиот автор асоцирал на тие соларни и лунарни. Лунарниот го смета дека е пасивен, млитав, кој ти се додворува на еден би рекол притаен начин, кој што постојано се жали, критикува, кој што бара да го сослушаме, и овој соларен кој што е агресивен, со его, со тенденција на секој начин да ти се наметне и да те обезвреди, така да ти истица енергијата. Но јас по моите истражувања, а има уште еден американски автор, тој има напишано книга Емоционални вампири, Бенстин, он па смета дека од другата страна има некои кои што така итро, така што се вели притаено ни се вовлекуваат на основа на емоциите. Демек види се, јас тебе ти помагам, ти се наоѓам, дај сега ти мене да ми возвратиш дупло. Тој не го кажува баш така, ама тоа го очекува. И знаете, една мала услуга направена од негова страна и сега тој си добива за право да не посетува, да доаѓа околу нас, да ни се инволвира во интимниот живот, да ни дава совети, да ние да го сослушуваме, ние да му претрчуваме, да ни постави некој високо барање кое мора да му го исполниме. Затоа што знаете, ние луѓето некогаш ни е потребна помош од некого. Најмало нешто што некој ќе ни го даде, ние имаме чувство на одговорност, на грижа да го возвратиме. Тоа е тајната на успехот кај тие вампирите, посебно кај емоционалните. Вели, еве вака се ја видов што ти треба, ти давам нешто што него ништо не го чини да го даде, но дај сега ти мене на грижа, на совест, на одговорност да ми возвратиш. И колку луѓе се разочарале и во туѓето однесување, туѓата постапка, туѓата намера. Друго е ти кога даваш од срце, ништо не бараш. Но гледате, сега тука не анализирав само емоционалните вампири овие два, асоцирав на дури 17. Постои емоционален, односно постои енергетски вампир, нарцис. Постои неумерен говорник, кој што само зборува. Овој нарцисот е свртен кон себе. Постои критикувач, кој што наоѓа начини само да ти се критикува, да ти укаже колку нешто лошо тебе ти се случува, а он е добронамерниот кој па ти укажува да ги надмине слабостите. И се замислете, животот навистина ние знаеме дека е проблематичен. Но ако некој само не полни со негацијата, со критиката, со лошото, и ние еден ден ќе се изнемоштиме или ќе ја прифатиме матрицата дека навистина не сме доволно добри, дека не сме успешни, дека не сме убави, дека не сме позитивни и влегуваме во таа фаза. Од другата страна имаме агресивци. Вампир, агресивец, настојчив по секоја цена да те води, да те креира, кој што е многу опасен. Има личности кои што се умислени жртви. Значи се тој мисли дека некој му направил, му напакостил и тој е жртвата во животот, знаете, жртвата бара сослушување, бара некој да му приде, да го упати, сега вие свативте дека тој стварно е жртва, тој ве убедил дека е жртва. Идете вие добровелете го жртвата, кој ви се јавува секогаш на телефон во некој исто време или пак навечер или било кога, веќе му е тешко, веќе не може да дише, дека крвниот притисок е проблематичен, што е вамо са работата, гледа ова ми се случи, такава нешто сретнав на улицата и така натаму. И тој така како го прави? Со брзо темпо на зборење, тап, 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 тап. Или пак некој го влече тоа. Го влече. Ти веќе знаеш што ќе каже. Тој ти го влече муабето, ти го објаснува, ти го раскажа. Добро, чекај, брзам. Не, чекај да ти докажам. Аха, да, ќе му речеш, добро. Тој па продолжува. И вие само сослушувате. И паѓа енергијата. И ви паѓа енергијата. И подоцна зевате, чувствувате ненаспаност, чувствувате општа расејаност, некогаш и недостигна потреба за сексуалност или за што се вели емоционална блискост, имате потреба да заспиете, гледате дека нема успех и во вашиот живот, бидејќи за се е потребна енергија. Знаете, силна енергија, силна волја, силен ентузијазам, постигнате резултати. Падната енергија, немоќ, слабост, расејаност, деконцентрација, општа несигурност, како ќе постигнете резултати. А тој другиот, тој бидејќи има потреба да дополни енергија, само ве цица. Само ви се наметно и само ве краде. Јас разбирам да се помогне. Значи, алтруизам мора да постои, но не на штета на поединецот, затоа што тука ќе прочитат нашите почитувани гледачи. Има сериозни опасности закани за човековото здравје ако ние не ги забележиме сите сигнали. Тука има и заштита од енергетските вампири. Сега само напоменав неколку. Има премногу, го имаме драматургот енергетски вампир, кој што прави драми. Го имаме итен случај, кој што се некогаш него му е потребен момент ти да му притрчаш, ти да отидеш кај него. Имаме енергетски вампири кои што се опасни низ призма, значи да му дадеш нешто. Еве, ќе му дадеш нешто, ќе му подариш и веќе тој никош нема ти го врати. А тебе тоа ти е битно, му станува жирант. Ти ја одзема енергијата. Или пак од другата страна може да налетаме на некој вампир во љубовта, кој што пак константно бара ние да му даваме емоција,
да го сослушуваме, да биме отворени, да му притрчуваме, да една од другата страна нели да му раскажуваме, па да му објаснуваме нашето минато, па да видиме што ни се случило и ред други прашања. Сите тие нешта го изнесмештуваат човекот. Знаете ли зашто? Зашто во текот на денот потребен е мир. Потребно е со самите себе си. Како вие ќе го постигнете мирот? Ако децата исто така се енергетски вампири. Не можат, не слушаат, не учат, само бараат, само притрчуваат. Ако родителите се енергетски вампири, само подпрашуваат, само нешто да им објаснуваме, само да им асоцираме. Ако нашиот емоционален партнер е енергетски вампир, тотално незадоволен, се нешто фрустриран, се нешто ќе напушта или не донапушта, или нешто не е добро како што треба. Значи, реално гледано, сето тоа е асоциација на лично незадоволство. Човекот кој што е среќен одлева убава позитивна енергија. Незадоволниот, фрустриран човек од себе си праќа негативна енергија. Клучот каде е? Прво работа на себе и второ да се свати дека не е само другиот виновен, и ние сме виновни. И трето, и ние исто така да сватиме дека на некои луѓе премногу сме им дозволиле да ни придат на интимно емоционално ниво. Значи зашто јас да секако да се отворам? Требам внимателен. Понекогаш љубовта, вниманието, пријателството се заслужуваат. Ние Зоран дека ќе направиме една куса пауза за блокот реклами, секако драги гледачи ги ве поканиме и вас во втората половина од емисијата да бидете дел од нашата емисија и од оваа тема. Се надевам можеби имате некое прашање и секако ние имаме за вас денеска една мала награда. Еден гледач ќе добие една од овие книги Заштита од злото и негативните вибрации. Бидете со нас, телефоните врака и накратко се враќаме во студиото. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со Оптистарт формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик Оптистарт, збогатете ја чашата со млеко. Чипс Мастер. Пробај и смени го твојот свет. Цел 1 е идеално решение за масна кожа, акне и мозолчиња, 100% од Швајцарија. Цел 1 формулата со екстракт од гел од полжав одстранува брчки, акни, лузни, стрии по породување и старечки пеги. Ги обновува клетките и го враќа чувството на мазна и затегната кожа. Природната состојка алантоин, со која се регенерира кукичката на полжавот, го обновува и подмладува изгледот. Дозволете си себе си, совршен изглед. Цел 1 од сега во бити аптеките и сите други аптеки и веледрогерии. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Еве не повторно се враќаме и продолжуваме со денешната тема енергетски вампиризам, дел од темите од најновата книга на доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог, Заштита од злото и негативните вибрации. Денеска на еден на наш редовен гледач секако ќе му подариме една од оваа книга. Меѓутоа, за да ја добиете книгата, ќе треба да ни одговорите на едно прашање кое што верувам сите го знаете одговорот, а тоа е која поред е оваа книга на доктор Зоран Крстевски.
оној прв кој што ќе се јави и ќе даде точен одговор на ова прашање, ќе може да ја има ова навистина прекрасна книга, која што веќе можем да кажам една недела е помеѓу читателите, една недела е достапна за сите оние кои што сакаа да најдат одговор на прашањата како да се заштитат од злото и од негативните вибрации. Денеска е Зоран гостин на сајмот на книга, каде што сите оние кои што всушност сакаа да ја купат оваа книга, а при тоа да добијат и подпис и посвета од авторот, тоа ќе се случува од колку часот, Зоран, денеска? Па денес околу 12:30 до 14 часот, може и малку порано, пред 12:30, но во суштина на штандот на култура. Значи ќе ги подпишувам книгите, ќе напишеме некоја посвета и пред се ќе дадеме позитивна енергија, поттик за нашите почитувани гледачи, читатели, како да одат напред во животот, да се себе хармонизираат. Значи, штандот на култура од 12:30 до 14. Тоа денеска, а може и у сабота исто така, се планира да подпишувам книги. Како сте вие задоволни и какви се реакциите на читателите на вашите изданија од најновата ваша книга? Па видете, Сања, јас имам голема читателска публика. И таа книга, знаете вие многу добро, Мокте на умот, мокте на срцето, преку 1000 примерици веќе се продадоа, така што таа направи хит или стана хит на некој начин, а оваа книга уште сега покажува дека ќе надмине Мокте на умот, мокте на срцето. Значи, тоа е добро и пензионерките, нашите почитувани гледачки, покажуваат голем респект, одат специјално ги купуваат моите книги. Поентата како да допреми до младите, да ги потикнеме малку, да сватат дека има некои поинаки вредности, да мора да вложуваат, да инвестираат во себе си. Повозрастните знаат, читале книга, виделе мојот пристап, сето тоа го анализирале и сега веќе си купуваат книги и следат овие мои интелектуални настапи и пред се сето тоа што го јас работам во книгите. Зашто? Бидејќи во книгите клучно што е? Практичен пристап, проблематики кои што ги зафаќаат обичните поединци. Ние ги имаме американците и популарната психологија, ама тоа се однесе за нивниот стил на живот. Овде нашиот автор како ги гледа работите. Второ, многу работи со ние што сме ги проговориле во оваа емисија се ставени во книгите. Се продискутирани, се дообјаснети. Трето, поентата е сепак позитивен пристап, поттик на читателот, прво, да види тоа зло од каде произлегува во овој контекст. Обштествени прашања се анализирани. Еве, ние сега гледате во какви закани се наоѓаме. Тоа е детално образложено, каде е, како е, зашто е. Семејни прашања, што се случува со нашите емоционални состојби, што се случува во љубовните односи, што се случува во односот кон самиот себе си. Значи не е само темата ние да образложиме нешто кое што офаќа енергетски вампиризам. Многу други теми се офатени, се со цел практичен пристап, позитивен дух, себе вложување. Веќе го имаме првиот гледач за денешната емисија, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро, Сотир Николовски од Тетово се јавува. Поздрав до господинот, го следиме стално и на радио и на телевизија. Прекрасни нешта кажува, така да можеби ќе го посетиме и заемот во Скопје. Така, јас ви благодарам на јавувањето. Дали вие ќе ни одговорите на прашањето која поред е оваа книга на доктор Зоран Крстевски? Дали сте се уште на линија? Да, на линија сме, па ја мислам дека е 6-та книга. Точно така, ова е 6-та книга на доктор Зоран Крстевски, филозофија и астрологија, со самиот одговор на ова прашање вие ја добивате. Оваа книга која што денеска ја подаруваме, оставете го вашиот телефон во режија за да можеме да ви исконтактираме по завршувањето на емисијата. Имаме и повторно и друг гледач на линија. Добро утро, за кого? Ало. Добро утро, повелете во програма сте. Ало, добро утро, се јавувам од Битола. Поздрав до вас. Сакам да ве поздравам, редовно го гледам и го слушам вашиот гостин, воодушевена сум и во иднина ќе наминам во Скопје и морам да ги купам сите книги од доктор Зоран Крстевски. Презадоволна сум. Тоа ќе ви биде одлична инвестиција, доколку и овие денови може да дојдете до сајмот на книга, да ги најдете по-промотивни, односно книгите се со попуст од 30%. Станува збор за старите изданија, а исто секако дека на штандовите се наоѓа и новото издание Заштита од злото и негативните вибрации. Ви благодарам и се најубо и поздрав уште еднаш од Битола.
Поздрав и до Битола и до вас. Нас ни е мило што вие не следите редовно и што го почитувате нашиот редовен гостин. Секако тој е тука секогаш да помогне за нас да не наполни со позитивна енергија. Видете, Сања, еве и нашата почитувана гледачка и нашиот пријател од Тетово, значи само потврдува дека постојат добри луѓе кои што ценат и респектираат. И затоа заслужуваат за нив да се пишува, да се работи. Во тој контекст, затоа и цената на оваа книга Заштита од злото и негативните вибрации, одлучив да биде малку поевтина од моќта на умот, моќта на срцето и од астролошки патоказ. Иако мора да се нагласи, јас стојам самиот за овие книги, реков ми претходната емисија, Точно. ни министерство, ни партија, ни некој естаблишмент, личност. Со тоа што е напишано и со тоа што го презентира. Но што сакам да кажам? Битолчаните се прекрасни читатели и со интелектуален дух. Таму многу книги ми се продаваат. Исто и во Охрид. Има и во Струмица, има и во Штип, така што се надеваме некои други градови, но битолчаните дефинитивно покажуваат голем интерес. Сега неколку пратки веќе испратив во Битола, во нивната книжарница, имам таму еден аквизитер кој што исто ги продава моите книги и дефинитивно од нив сум презадоволен, што асоцира на културно-историчка воздигнатост. А и тоа и личи на Битола. И Охрид исто така во една книжарница испратив и тие редовно ги продаваат моите книги. Тоа ме радува. Знаете ли зашто ме радува? Затоа што ние ги потценуваме луѓето во внатрешноста. Не, тие читаат, тие сакаат, немаат книжарници, немаат достапност. Некои немаат ни толку финансиски можности, но книгите не се скапи, кои ќе видите вие проанализирате прво што нудат, а второ зашто се ние одлеваме финансиски средства. А ова се книги кои цел живот се читаат. Точно, вие не се знаете чита еден еднаш. роман ќе го прочиташ, ќе го фрлиш. Ова е нешто што ти мораш да се навратиш, константно да вложуваш. И во тој контекст многу големо задоволство ми причинува токму кога луѓето внатрешноста се ориентирани да ги читаат моите книги. Одлично, една книга секако ќе отпатува и за Тетово, кај нашиот гледач кој што даде одговор на прашањето. Дали можеме сега да одговориме на начинот на кој што можеме да се заштитиме, Зоран, од енергетските вампири и што е она што вие го анализирате како заштита од енергетскиот вампиризам? Па секако дека постои заштита и таа мора да биде присутна. Знаете, сега на пример, ако ние мора со некого да го обавиме тој разговор, добро е тоа да го направиме во природа. Опасен е затворениот простор кој тој константно не атакува. Немаш кај да му избегаш. И тој само ти поставува прашање и ти само му одговараш и едноставно чувствуваш дека треба да отидеш, а немаш да отидеш. Тоа е првото. Прошете у природа, прошете преку река, малку ќе се олабави, ќе размислиш за нешто друго, така и ќе се дистанцираш од тоа што тој константно ти го наметнува. Вториот проблем е, ако тој константно е ти исти проблеми наметнува, а ти мораш да му ги сослушаш. Ти немаш тогаш фидбек во разговорот. Трето, клучно е, значи, да се измиеме, лицето да го замиеме под студена вода. Мласна студена вода, да се замиеме лице, раце, малку да се опуштиме, да не ни влезе таа енергија, еден вид на напнатост длабоко во себе си. Затоа што гледате се, кој ќе си замијам јас вака и се треба да пуштиш таа енергија кога протече. Затоа што се е енергија. Ние на себе си имаме пластови на разна енергија. Имаме сега, например, ред прашини кои што ние сме ги натрупаме. Ние сме под удар на електромагнетни вибрации. Мобилните нас ни зрачат. Од другата страна, храната е дискутабилна. Знаеме дека понекогаш консумирањето место создава агресивност. Значи да не се претера со тоа. Со сладките колачите, тие подигаат енергијата, шеќерот во крвта, но подоцна те олабавуваат тие што се вели ништо таа внатрешна енергија. И мора да се биде внимателен. Прием на каква енергија од надвор, прием или рефлексија на внатрешна енергија кон надвор. Мојата внатрешна енергија, како јас се искажувам кон надвор. Дали јас со тоа што сум премногу отворен, дополнително предизвикувам некој да ме троши. Затоа овде асоциравме пиење на зелен чај. Ако некој па не сака зелен чај, некој друг чај од овие растителни. Едноставно тоа да го поттикне, да му даде една енергија, после контактот со вампирот, да прилегне малку, да се одмори 5 минути, да се концентрира, да мигне, да не размислува премногу, да излезе на чист воздух, да внесе малку кислород, затоа што претходно бил преатакуван во таа затворена просторија. Но главното кое е? Да научиме да кажуваме не. И сега вие замислите, сме добри, културни, сакаме да ги сослушуваме и ние не зборуваме не. Туку само да и тој кај да е, нонстоп ќе се научи на нас и ние ќе му бидеме донаторот. Во тој случај некои луѓе со чувство дека овој ќе ме сослуша, овој ќе ми се најде, овој секогаш помага за мене, константно ќе те атакува. А второ, гледајте ga каде е страшната работа. Луѓето кога идат горе, на крај те забораваат и што си останал доле. Колку луѓе кои биле доле се бореле, дај помогни ми, дај ми пари, дај ми се. Кога се искачиле, постигнале нешто,
ги забораиле овие доле што останале. Колку луѓе биле изгорени од жирантите, колку луѓе биле разочарани во љубовта, колку луѓе биле изместени од пријателите. Значи, животот е полн со подими пазови, ова не асоцира на параноја, асоцира на себе заштита. И од другата страна, страшна селекција и ориентација кон позитивците. Тие мора да се респектираат, да се ценат и се што е добро, ние мора да го прифатиме. Но за да го прифатиме, мора да го препознаеме и да го негуваме. Затоа што едно цвеќе бара негување. Една млада личност бара воспитување. Еден однос бара исто така позитивно ориентирање. Велите, во денешно време најмногу страдаат лицата кои манифестираат преголема наивност, доверливост и емоционална отвореност за се и секого. Таквите поединци неизбежно стануваат жртви кои, не сомневајќи се во тугите намери, ја поддржуваат негативната личност која бескрупулозно ја црпи нивната енергија. Треба да знаеме дека енергијата може да се земе под услов жртвата да е ментално и емоционално отворена кон енергетскиот вампир, кој тактички и се прилепува на својата жртва и на суптилен начин од неа бара сочувство и загриженост за состојбата во која се наоѓа. Најдобар одговор на таквото влијание е емоционално да се затвориме и да станеме рамнодушни на наклонетоста и срдечниот разговор. Така е, најголемиот проблем се емоциите. Амигдалата со бадемаста форма која ни атакуваат. И се гледате, кога си емоционален се те погоди, еден збор ќе те погоди. Нешто на телевизија ќе види ќе те погоди. Некој во кого си вложил ќе те погоди. Нечие незадоволство ќе те погоди. Вие наутро треба да излезете доволно некој SMS да прочитате, некој да ве атакува, нешто не е сватил, не досватил, и вие да влезете у матрицата, леле, види сега проблеми. И ти не живееш со убавината, со светлината на денот, ти се вртиш кон она што ти се случило кој некој те атакувал. Не знаејќи дека може тој така се однесува, тоа е негова матрица. Некои луѓе се меланхолични, депресивни, критички ориентирани, песимисти. Не треба да им се замерува и да се взима здраво за готово. Не треба емоционално те погодува. Зашто, например, некои работи не ги приземаме при срце, а некои кои што не погаѓаат длабоко ги носиме во себе си. И тие, кога тогаш ни создаваат голем товар. Најголемиот проблем затоа се чувствата. Со кого ние емоционално се доживуваме, се отвараме и бидејќи во животот нели се е фидбек, кога ние нешто даваме. Ние се надеваме барем малку ќе се тоа почитува. Но кога гледаме не се почитува, дури и се злоупотребува, ние се разочаруваме и емоционално страдаме. А кога ние сме од старт подготвени дека некои луѓе се такви какви што се, имаме две задачи. Едната е да ги сватиме, па да им бидеме жртви, и втората да се отргнеме. И тука само ова ќе завршам. Веќе не е ерата на рибите, сега е ера на водолија. Ерата на рибата што велеше? Сврти го образот. Гледај се понизност, гледај се со чувство, со милост, да вратиш изгубената овца во стадото. Изгубената овца е неосвестениот човек, алчниот човек, материјалистот, егоистот. Тој така се навикнал и тој гледа да зема. И ти се надева со доброто, со позитивното, со алтруизам, ќе го вратиш на вистинскиот пат. Но не се успеа. Гледате, во 21. век ние се уште имаме разни аномалии, ориентација кон зло, негативност, кон себичност. Ни општо добро, ни семени вредности, ни што се вели градење на еден позитивитет. Значи се свати, со филозофија на ера на риба и со вртење на образот ништо не успеавме. Не треба да одиме со ера на овенот. Тоа е агресивност на злото со зло. Туку со ера на водолија. А тоа е селекција, асоциација. Кога гледаш дека тој негативец, дека тој не сака да се освести, самиот не инвестира, тргни се ти од него, фати си го патот. Кога ќе си го фатиш својот пат, кај ќе ти налета позитивец, добриот, хармоничен човек, со него ќе изградиш. А овој негативец може да биде љубовен партнер, може да биде некој во работата, може квази пријател, може да биде некоја наша погрешна ориентација. Значи не можеме луѓето да ги промениме, за жал, освен некои кои што се на границата, бидејќи тие самите не сакаат да се променат. Секоја инвестиција во таквите луѓе ни одлива страшно многу енергијата. А кога ќе дојдеме во ситуација да се дадеме на добрите, не можеме вистински да се дадеме дека овој ни ја земал целата енергија. Времето за денешната емисија за жал ни помина. Имаме што да зборуваме многу секако и за оваа книга и за темите кои што се опфатени во вашата најнова книга, меѓутоа ќе имаме простор секако во наредните емисии. До тогаш сите оние кои што сакаат да се надоградуваат, тука е како и оваа најнова книга заштита од злото и негативните вибрации и претходните ваши 5 изданија кои што се уште ги има во продажба и се достапни за сите оние кои што досега можеби не успеале да ги набават. Па искрено Сањеве накратко ќе објаснам, сите овие книги се корисни и позитивни на свој начин. Со тоа што не треба да се игнорираат овие кои се далеку поевтини и од моќта на умот и од заштита на злото и од астролошки патоказ. Значи етичка мудрост асоцира на ориентација кон доброто, ама со заштита од злото. Исто една тема офатена кај што го потикнува поединецот. Изгресонце на љубовта е исклучително позитивна, светлосна, со афирмации, со позитивен дух, како ние да си повикаме нешто да ни дојде.
сродна душа, отварање во љубовта во работата и судбината етиката, детална книга за судбината, колку е мокна, колку е влијателна. Но денеска од 12:30 часот до 14 часот на штандот на култура, на сајмот на книгите, нека повелат па да се запознаеме со моите драги почитувани гледачи и читатели. Јас ви благодарам за денешното гостување и она што впрочем со секое ваше гостување го постигнуваме со нашата емисија, да го направиме денот на нашите гледачи попозитивен. Верувам дека сите ќе најдат време да се упатат кон сајмот на книга и таму да пронедат некои издание од вашите книги со кое што ќе го надополнат своето знаење и секако ќе работат на себе. Се гледаме повторно во следното гостување. Благодарам се. Драги гледачи, јас вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Верувам дека го задржавме и секако ве поканувам и утре повторно од 9 часот и 15 минути на програмата на телевизија 24 вести да ја следите 24 од се срце. Имајте пријатен и убав ден.